За стравот како оков во животот. Зашто Бог не ни даде дух на плашливост, туку на сила, љубов и благоразумност. Второ послание до Тимотеј, 1 глава, 7 стих. Во неизвестното секојдневие човекот често стравува за работата, за сигурноста, за најблиските. Стравовите не се обични емоции. Тие се аларм кој, ако трае предолго, го претвора животот во страдање. Но не од тоа што е, туку од она што можеби ќе биде. Човекот сам не ја контролира иднината. Никогаш се не зависи само од нас и затоа преку свесно и трезвено размислување, самоконтрола и мудрост, не смееме да дозволиме тоа чувство да управува со нас. Ако трескавично се фокусираме единствено на она што ни е нам важно, стравот расте. Кога делуваме од љубов кон луѓето и вистината, со грижа и пожртвуваност, ние, а не стравот, добиваме сила да истраеме, да се соочиме и да ги надминеме тешкотиите во животот. Зашто Бог не ни даде дух на плашливост, туку на сила, љубов и благоразумност. Второ послание до Тимотеј, 1 глава, 7 стих.